Здраво на сите, имаме многу интересен рекеп денеска. Главно заради тоа што имавме доста голем минус у старт на првиот трейдинг ден за овој месец, што беше 4 мај. И успеав некако да ја завршам неделата у плюс. Многу ситно, $25. И сега ќе ви кажам кои ми беа клучните работи што ми помогнаа за да направам turnaround. Прва работа, на кои работи можам да се посветам повеќе наредниот период за уште повеќе да ги подобрам трейдовите. И да, после ќе погледнеме неколку live trades уживо што ги имавме со студентите претходниот четврток, пошто имаше многу супер А+ сетапи и се ден поклопија работите. Ама први што е net P&L има минус $12, најверојатно тука разликата е плюс 25 до минус 12, најверојатно е провизиите што не се израчунани тука, мислам. Најверојатно. Како и да е, тоа е малата разлика у целиот P&L. Рачунаме го дека е break even. Значи почнавме со прв ден минус $300, гледате, 8 трейда е ден колку е тоа 2 од 8 позитивни, значи огромен минус е ово на таа количина, многу нетипично. После тоа имаме 0 trade wins у вторникот, ама вторник имавме па многу интересни лекции што водеа после да врзам 3 успешни трейдинг дена у зелено после тоа. Сега ќе ви кажам што можеме да подобрам. Значи гледате дека единствена слаба работа ми е trade win. Погледнете. Average win ми е плюс $120, average loss ми е минус 66. Значи скоро имам за еден win покривам 2 лоса. Значи 1 спрема 2 win-loss ratio имам. Или лошата работа ми е што улавав у лоши трейдови претходно, значи на почетокот првите неколку денови, што после тоа ги увидов, дискутиравме ги со студентите и сега мислам дека сум на еден добар трек за да си фатам континуитет со овај начин на трейдање без форсирање на трейдови и слично. 46% не е нешто лошо, ама знаете дека за 2025 година ми беше 54, така да ако го дигнам таму, ово ќе биде значително различно. Важно е да знаете дека овие KPIs на крајот ќе ви резултират у вашиот net P&L. Тоа е фикс. И за тоа трейд зела ми помага тука да увидам дека што имам лошо направено и дека имам простор да се подобри. Сега одеме вака. Че тука да ги погледнеме трейдовите имаме Тесла, тука ја бркам Тесла, гледате добри стоп лосови имам, значи минус 25%, минус 15%, минус 13%, на хут имам плюс 40, што го покрива тај дупло скоро, што ми е бил минус 23, значи овие се окей. Nvidia беше многу добар, сакав само со winning trade да го почнам денот, значи беше плюс 20%, супер, иако после почна да оде уште нагоре. Имав толку многу фейкаути претходниот месец. Се погледнете. Сакам да ви дам едно резиме. Погледнете, значи од тука до тука сум многу добар. Петоко ми беше катастрофално. Значи тука ми беше катастрофално, тука направив многу грешки, имам го рекепо снимано, можете да го погледнете. Многу грешки направив, многу бев лаком, имам ги утврдено сите клучни работи што не би требало да ги правам, за да не ми се случува ово. Значи може да видите, обично е плюс 200, 300 од 100 до 300 и минусите се толку, тука имам минус $1000, значи катастрофално. Целата фора ми беше наредниот период да не го повторам вакво нешто. Значи успеав тоа да го направам наредната недела, завршив со само минус $140. Win беше тоа за мене. Целиот месец напред го завршив со минус $713. Значи не е најсјајно, ама окей. Поготово у еден ден што имав минус 1000. И сега доаѓам у нов месец, нова недела, дека што сакам само да си фанам добар континуитет и тоа е тоа, и да ги тргнам сите лоши работи што ми се имат случувано претходниот месец да не ми влијаат. Почуваме
прв ден не оде најсјајно, втор ден оде подобро, ама уште не е најсјајно и веќе среда, четврток, петок тука правим целосен преокрет. И сега ќе ви покажам кои работи ми помогна, поготово од лайф трейдинг сесијата у вторнико, и студентите исто така коментираат дека иако беа овие неуспешни трейдови, дека многу работи научија луѓето. Значи што имам тука у вторник? Имам Nvidia минус 20%, имам Tesla минус 20%, имам Iron на break-even, Amazon имам минус 7% и Google имам минус 7%. Значи не е нешто страшно, ама можеше подобро. И сега ќе ви кажам кои работи у вторник ги увидов, што после четврток ги пременив и имам 3 зелени тена у серија. Океј, сега имам тука лайв од лайв трейд од лайво од четврток. Тесла, првиот трейд е Тесла трейд, и сега ќе ви кажам што правам различно успоредба со претходните трейдинг денови што имам правено погрешно. Прво, EMA Cloud. Тесла се наоѓа над EMA Cloud, што е ово, зелениот бар, значи 9.21 и над VWAP. Значи тоа е првата добра работа. Втората многу добра работа е што ово е 410-ката, скоро 409,7 е левелот што ми е важен на мен. Претходно се случувало VWAP да ми е горе, EMA Cloud да ми е доле, да влезам на горен левел место на долен што ми е ставен како за breakout левел, или на уште погоре, па после да има fake out и слични работи. Значи почнав да внимавам, да бидам многу пострплив. Например, кога тука почнав да враќа, не отворив Тесла, тука чекав скроз да дојде доле на левел и да ми ги конфирмира VWAP и EMA Cloud. Тоа е првата работа. Исто, многу важно, со главниот левел. Значи, previous day high или pre-market high е ден од тие два левели и секојаш да е наместен со bullish моментум. Значи, тоа ми беше многу различно, пошто у вторник имавме ситуации дека што Google отворив, окей беше, и EMA Cloud беше одоздоле, имаше брейки, ретест, да, ама VWAP беше горе. И баш го коментирав тоа на лайф и се случи. И викам, дечки, ово не требаше да го направам, ама ајде, ќе научиме нешто подобро. Многу слично е, например, како тука доле, ако гледате на Robinhood. Само да го тргнам некако овој плюс, ево. Добро. Тука на Robinhood гледате дека VWAP прво е на клучен левел, држе, да, ретестира, ама гледате дека VWAP е на 78,7 и не е над EMA Cloud. И сега некојаш претходно можеби сум го отворил ова, гледате дека разликата што ја добиваме со ваков сетап како кај Тесла е тоа што тука го имаме моментуму на наша страна и има price action, има волумен. Значи многу е поатрактивна ваква акција, за разлика од, например, Софи што ќе отворам тука после у текот на денот, што не правеше breakout, туку само ретестираше еден левел. Значи не е толку интересна за трейдерите, додека Тесла, Nvidia, Palantir исто овај ден направи многу добар резултат. Правеше супер. Сега, разликата у трейди што го анализирам сега, прво тука имам само еден контракт, значи отварам доле, затварам горе, не чекам breakout, тие го направи breakout после. Внимавам и како ќе се однесувам со ранери, ако чувам други. Гледате Софи што прави? Еве Софи на breakout и затоа ја ставам тука над pre-market high. И сега Софи два пати ќе ми направи фейкаут, ама тоа е тоа. Тесла, школски, од левел до левел, тука горе ќе затворам. Имајте предвид дека не сум на трейдинг, у трейдинг офисо, и заради тоа трейдам од телефон, така да сите трейдови ми се тука некаде, може да губам од 5 до 10% у профит заради времето што ми треба за екзекуција. Знаете како е на Global Trader со слайдирање место на Trader Workstation со кликови. Така да, чисто да видите Тесла што ќе направи, тука мислам дека зимам профит, предавај тука горе на оваа свеќа, викам окей, 414 price target, тоа е тоа, затварам. И сега после имаме уште еден ретест. Еве Тесла, втор пат. 414.
ама одлучив се да ја отворам Palantir и Софи место па да влезам у Тесла. Тесла после влегов третиот пат, не ми дојде до левел и тоа е тоа, со мал лос излезов на крај. Palantir беше многу интересно. Palantir, тука ја чекав исто, че гледат, имаме fail, bull flag има тука, па имаме breakout, па уште еден bull flag праве. Еве, тука уште еден, сега ќе почне да се мнува, гледате колку стрпливо чекам. VWAP ми е тука, EMA Cloud ми е, чекам или да го пипне EMA Cloud или левело, тука некаде у таа зона да ми ретестира, значи од зоната од 136.7.8 до 137.2. Тука. Сакам да видам како ќе се однесува. Оде до доле, точно од VWAP, само што почнува волумен, тука кажувам дека отварам позиција. Стоп лосом ми е многу тајт одма под ова. Тоа е тоа. И Palantir, ќе видите после како се одвиваше. Тука имам, мислам дека 4 контракти, 2 продадов тука. Значи на High of Day, продавам тука заради тоа што е High of Day, гледате дека држи були структура, значи не пропаѓа под EMA Cloud. Уште ги држам. Нареден breakout кој ќе има, опа, тука ги продавам другите два или третиот го продавам тука, па наредниот точно на price target. Palantir ќе продолжи после ово нагоре, ама гледате. Значи, чисто да знаете, тоа што го научив, се додека не прекрша структура, би држал ранери. У смисла, значи тука имаме кршење на 138,5. И сега, за да ја задржи оваа структура, е важно, пример, ако имаме ваква црвена свеќа, да врате назад, да не го затворе бодито, тука, под 138.3, некаде, и да продолжи нагоре. И со тоа EMA Cloud ќе го држи и се, ама многу се прави разлика со VWAP заради тоа многу често се случува да ретестира доле, пак да земе залет и после да има пробивање на нареден пат. Така да, сега ќе ви покажам и четвртоко, гледајте. Значи имам Tesla win, имам Palantir win, така ли? И имам Meta, добро, тоа беше swingo, многу добар профит се направи тука. Софи имам два фейкаута, ама гледајте за колку мали минуси мисли. Значи двата лоса на Софи ми ги покрива win на Palantir. Tesla, тука. Некој 50% подобро од лосо. Пасум и без да ја земем Meta предвид, пасум у нет профит, иако имам пример 2 winning, така ли? 3 losing трейда. Значи ако акумулираме овие, тука има 170 у профити, а имаме 110, 160 у лосови. И тоа 2 со 3 однос. Може подобро, на Palantir пример можев повеќе да чувам, заради тоа што имав повеќе контракти, кај Tesla имав само еден, немаше простор, ама гледате. У 2 со 3 однос сум 50-50, break even, со овај сум 3 од 3, гледате. 3 winners, 3 losers, win rate 50% и profit factor 3,19. Чи, супер. Па уште еднаш кога да ги анонсираме, кажав и за Google, што се случи скоро, но малце гледав break-even, малце под break-even и ова и на Nvidia и на Tesla сум минус, ама заради сите работи што ви ги кажав претходно, што не ги бев научил, што не бев доволно внимавал на нив. Во исто време, внимавам и на SPY, на QQQ, што се случува со нив, и тоа ми се главните работи. Остануваме фокусу сега, берзата изгледа многу јака, не ни сакам да се залетувам, пример сега да правам оверсайз, пак ќе почнам, дури оваа недела бев конзервативен со отварањето на позициите, наредната нема да заради тоа што имав добра недела и заради тоа што берзата се на all time high, нема да се залетувам да правам оверсайзинг заради тоа што гледате неколку фейкаути и може да се ставам у ситуација како тај петок што беше со многу голем лос. Така да, гледам да ги држам емоциите скрос на страна, се држам до стратегијата, сега ми останува цел, овој период, главен објектив ми е да го дигнам трейд win, значи да ми биде барем 50-50. Значи сега имам 8 winners, 14 losers, значи да имам
ќе видиме оваа недела како ќе се одвива, ако направам 6-0 или 8-2, треба 6 да имам нет позитива, за да бидам на 50% win rate, така. Ќе видиме што ќе ни даде берзата, ама надевам се дека ви помагат овие trade recaps за да научите доста работи и ако ги следите насоките што ги давам, например, trade weekly prep, што би тргувал и weekly recaps, после тоа кои лекции ги имам научено и како сум трейдал во целиот период. Мислам дека и ако обрнете внимание на вашите трейдови и да како ја што ги анализирам моите назад, да го правите истото, да си ги видите грешките и просторот за подобрување, за многу пократко време од мене можете да станете профитабилен трейдер. Се гледаме нареден. Чао.